Спорт за крај на Македонија наутро во денешното издание, вторник, 21 мај. Гостин во емисијата Кирил Лазаров, тренер на Алкалоид, со екипа со која што го освои првиот трофеј во историјата, во кратката историја на клубот, и селектор на македонската репрезентација со која што успеа да го одржи континуитетот на светските првенства и по навидум тешкиот пораз, па не навидум, туку и реално тешкиот пораз од 7 гола на гостувањето кај Фарските острови, со 8 гола на домашен терен да се пласира со македонската репрезентација на следниот мондијал. Ќе му кажеме добро утро на Кире. Ако продолжиме со најавата, може и да не престанеме. Добро утро, Кире. Добро утро, поздрав до гледачите на македонската телевизија и благодарам за поканата. Кирил Лазаров со две функции, но со многу обврски функциите, се тренер на РК Алкалоид и селектор на македонската ракометна репрезентација. Обврските се следни: да покаже дека не случајно е таму каде што е сега, да покаже дека да потврди дека беше добар ракометар, со тоа што го потврдува делумно досега, со тоа што е добар тренер, и да ја продолжи историјата на македонскиот ракомет, односно работата со младите играчи, да ја преточи во она што треба да биде наследство на македонскиот ракомет, тоа е сениорската репрезентација. Ќе почнеме со најновиот успех, односно со првиот голем успех со Алкалоид, освојување на куп трофеот против Вардар и против Пелистер, моментално двете најизвикани и најуспешни и најдобри екипи во Македонија. Колку беше тешко или лесно? Да, па видите, ние сме нов клуб кој постои неполни 3 години. Првата година почнавме во, ајде така да кажам, првата или втората лига. Пред влеземе во супер лигата и за релативно краток период направивме големи работи. Лани исто така имавме успешна сезона, каде што завршиме на второто место и бевме учесници дел од Лигата на Европа, каде што успеавме со едни силни противници. Во втората поред по квалитет надпреварување после Лигата на шампионите, Лигата на Европа, успеавме и да ја направиме и првата историска победа, европска победа за нашиот клуб, победувајќи ја шпанската La Rioja. Успеавме да земеме и бод на гостински терен, така да сезоната, можам да кажам, иако се уште не е завршена, ја комплетиравме со еден огромен успех. Ајде да кажам и неочекуван успех, затоа што пред себе имавме едни конкуренти од... Неочекуван за кого? Па, за добро, вас или за пошироката јавност? За пошироката јавност, добро. Меѓутоа, јас сум доста реален и мислам дека во моментот и Вардар, и Еврофан, па дури и Охрид, и Тиквеш, кои што, компарирајќи ги со нас како клуб, имаат многу подобар ростер во кој што имаат, зависи кој клуб, од 6 до 10 интернационалци странци, за разлика од нас, каде што ние имаме само еден интернационалец, и тоа на кривната позиција, францускиот интернационалец Арно Бинго. Нашата стратегија и нашиот е концепт да вложуваме во наши македонски деца, да веруваме во тој процес, да бидеме трапеливи и да пробаме да градиме наши македонски играчи. Покрај освојувањето на купот во ова сезона, ние, инвестирајќи во нашата младина, во младите категории, за нашата Македонија, ние станавме младински праваци на Македонија, кадетски праваци и пионерски праваци на Македонија. Значи, знаеме што правиме, имаме насока, иако не е воопшто лесно како нов клуб да се етабелираме во нашата држава, имајќи ги пред себе Вардар, кој што не треба да се трошат зборови, имајќи ги пред себе еден Еврофарм, кој што е страшно јак во последните 5 до 10 години и со долга традиција уназад. И јас бев член на Пелистер, уште во моите почетоци. Знаеме за каков клуб се работи, за каква страст има битола према ракометот, какви навијачи има. Но ете, со една посветена работа успеавме да ги изненадиме во ова куп надпреварување и да освоиме историската титула за нашиот клуб, за Алкалоид, за прв пат од ова кратко постоење. Да се надеваме дека ќе продолжите по истиот пат и дека ќе одите само нагоре. Еден од насловите во македонските електронски медиуми, чинам дека екипа беше, Алкалоид покажа дека ништо не е невозможно, со деца, со домашни играчи ја освои куп титулата. Дали играчите на Алкалоид се свесни за тоа што го направија, се свесни дека ги победија и Вардар и Еврофан Пелистер, и се свесни дека тоа не било само не му беше ден на противникот, туку дека тие одиграле на вистина и дека се квалитетни? Па видете, мислам дека моите играчи се свесни за тоа што го направија. Работиме напорно.
Се вложуваме доста, големи ентузијасти сме и мислам дека и заслуживме да направиме нешто вакво. Најголемата победа за овој куп е тоа што ние успеавме да го направиме ова со наши македонски деца, со млади, кај што трпеливо работевме во изминатиот период и покажавме на сите други исто така дека доколку се верува, дека се работи стручно, дека треба да се биде трпелив, дека може и со наши македонски деца да направиме еден ваков успех. Ние сме Алкалоид, меѓутоа воедно работиме и за стварање на новата генерација македонски репрезентативци, за она што го зборевме да не се направи тој голем јас помеѓу нашата генерација, која што го промовира и го однесе горе македонскиот ракомет. И затоа е таков нашиот концепт и во иднина мислам дека како што поминува време све повеќе и повеќе сме уверени дека ќе останеме подолго на таа трака, со таа насока да инвестираме во нашите деца. Дали ова врвот на амбициите, домашните титули или гледа Алкалоид кон Европа, бидејќи знаеме Кирил Лазаров каде беше во текот на целата негова кариера, што се има видено, што се има освоено, што се има одиграно? Да, па видете, сега за сега ние мислиме на клубот, меѓутоа истовремено мислим и на македонската репрезентација. Еве повеќе, како и сами што кажавте во најавата, дека од моето поставување за селектор, веќе 4-ти пат за ред, ние не, како да кажем, промашивме ниту едно правенство, а знаејќи дека ги менувавме, ја сменивме комплетно, можам да кажам, нашата генерација, се пласиравме на Европското правенство во Унгарија 2022, на Светското правенство во Полска, на Европското во Германија и сега, како што најавивте, на Светското правенство Хрватска, Данска и Норвешка 2025 во јануар. Значи, ние, мислејќи на клубот, исто така размислуваме и за Македонија. Значи, да ствараме македонски деца, да формираме, воопшто тоа не е лесен процес и сами знаете колку време треба, колку порази треба да ги издржите, доживееме и да ги преживееме. И сега за сега одиме добро и посебно сум горд на таа работа, каде што покрај клубот успеавме и македонската репрезентација да ја задржиме стабилно. Ја отпиша ли некој Македонија по поразот од -7 нагости во првиот надпревар со Фарските острови? Навидум, Фарските острови требаше да бидат лесен залак. Дали современиот спорт познава лесни залаци? Видете, ја отпишаа многу. Да бидам искрен, јас уште во најавата за Фарски острови, јас знаев со кој имаме работа и како, меѓутоа од моја страна тие изјави беа сватени како алиби ако се случи нешто непредвидено, меѓутоа тој што гледа ракомет, тој што прати ракомет, тој што разбира ракомет, спорт воопшто знае дека Фарските острови веќе повеќе од 10 години инвестираат, имаат цел стручен кадар земено од Данска, едноставно го пресликуваат данскиот ракомет во нивната мала држава и се во еден страшен подем. Искрено, кога ги добивме како противник за врашнат преварот за светското првенство во Хрватска, Данска и Норвешка, не ми беше svejedno. Доста време посветивме заедно со мојот стручен штаб да се спремиме. Одигравме слабо таму, не очекував искрено пораз од 7 разлика, меѓутоа го прифативме тој пораз. Имавме едно 3-4 дена да ги изчистиме главите, да одмориме и да направиме тотален пресват, да не послужи спортската среќа, меѓутоа мислам дека и момците заедно со нашата публика. Што беше клучно во Скопје? Што беше клучно? Клучно беше залагањето. Големо бреме се 7 гола. Без разлика каков е противник. Јас и како играч сум имал минус негатива со клубовите каде што сум настапувал, каде што се играло во тие двомеч надпревари, не бараж надпревари. Не е воопшто лесно, психолошки пред све, да ги стигаш во тие 60 минути, а поготово против една репрезентација која што во секој момент знае што прави, како прави, која што е технички одлична, но ние успеавме. Момците се залагаа максимално 60 минути, веруваа. Публиката уште еднаш не остави, не се разочара, едноставно дојдоа 7.000 македонци во Борис Трајковски, не подржа, го почувствуваме, ја почувствувавме таа позитивна енергија. Едноставно и кога победува и кога губи. Ја почувствуваме енергијата дека и тие веруваат дека можеме да направиме. Се надминавме, одигравме еден перфектен меч и среќни сме као Македонија и ракометна нација дека пак ќе бидеме учесници на едно големо надпреварување.
Кирил Лазаров има две прекрасни позиции и функции во моментов. Тој е тренер на млада екипа, на еден млад клуб со млади играчи како што е Алкалоид и селектор на една млада Македонија. Кирил Лазаров гради една нова историја или барем ги поставува темелите на оваа ваква каква што е сега Македонија и ваков каков што е Алкалоид. Има ли конфликт на интереси на релација тренер на клуб и селектор на репрезентација? Па видите, нормално е тоа да има такви, како да кажам, зборења. Дали има? Познавајќи се себе, а и вие ме познавате како јавност, како медиуми доста мене, мислам дека мојот карактер, мојот победнички менталитет нема да дозволи да... Е поголем од суетата. Да, поголем од суетата, и ако правам такво нешто, ќе правам на моја штета. Значи, знам дека ги терам играчите да победуваат на секој надпревар без разлика на противникот. Исто се спремавме и на Европското првенство во Германија, каде за противници ги имавме и Франција и Германија, знаејќи дека тие се многу подобри од нас, меѓутоа ја спремав екипата да победиме. Грешки секако дека правам, си ги увидувам грешките, меѓутоа и тие грешки кои што ги правам, бидете сигурни дека се ненамерни. Најдобрите во моментот што играат во нашето правенство и што имаме неколку интернационалци, треба да бидат дел од репрезентацијата. Така било, така треба да биде и понатамо. Сакам да кажам дека сите играчи кои што имаат репрезентативни амбиции треба да се трудат да добиваат минутажа во своите клубови, да играат добро за да бидат дел од репрезентацијата. Затоа ние повеќе, како да кажам, посветуваме време и вакво на нашите македонски играчи во Алкалоид и мислам дека се во некоја мала предност пред другите играчи кои што се дел од Пелистер, од Вардар, меѓутоа не добиваат соодветна минутажа. И затоа апелирам и за другите клубови да даваат повеќе да си побара Јована простор. Имам уште едно прашање пред да настапиш, Јована. Дали Македонија има за цел само да учествува на големите надпреварувања или да остварува резултати? Тоа е многу важно затоа што со оглед на тоа што сега нели има мала деклинација во резултатите, веднаш нашата јавност се претвора во 2 милионска селекторска база ракометна. Дали Македонија има за цел да остварува резултати или само да учествува на големите надпреварувања? Па Македонија има за цел да учествува, да биде континуирано на големите надпреварувања, а во исто време да тежне, да работи на тоа во најкраток можен рок и да направи и резултати. Меѓутоа треба да бидеме свесни дека ја сменивме генерацијата, дека имаме млади, тотално неискусни играчи кои се првпат на ваква голема сцена и за тоа ќе биде потребно време. Може јас нешто да прашам? Секако, Јована. Значи, Кире, ти си нашата звезда, нашиот амбасадор, светска звезда и идол за многу млади генерации. Или например, верувам дека твојот начин на живот наназад години воспостави еден ред, воспостави едни правила. И верувам дека младата генерација се огледува во тебе, бара совети и што е оно што прво им го кажува, што е оно што кога ќе те прашат како да бидам успешен, како да ги постигнам твоите резултати, како да го дам твојот пат, што им велиш? Па видете, го имаат правиот пример, блиску до нив. Најважна е дисциплината, најважна е посветеноста, најважна е вербата во тоа што го работиш и желбата. Значи, треба да го работиме она што најмногу го сакаме. Ако збориме точно за спортистите конкретно, ако се веќе одлучиле за спорт, треба да се посветат на тоа, да веруваат, да бидат пожртвувани, да бидат ентузијасти. И добре, ке младата генерација недостасува ли малку повеќе ред и почитување на правилата? Да, недостасува затоа што, како и сите што велиме дека овие се нови генерации, треба ние да се адаптираме на нив, а не тие на нас. И пробуваме да се адаптираме и да извлечеме максимум нив. Имам уште кусо време само за едно прашање. Во целиот овој животен пат, колку е важна поддршката? Поддршката... Има падови, има успеси, има се. Видете, поддршката е многу важна, меѓутоа знаете како поддршка се здава на тие што се посветени, треба да се препознае тој што е посветен, тој што е квалитетен. Ние во Македонија за жал имаме недостаток од квалитетен стручен кадар. Имаме таленти за тоа, меѓутоа мислам дека не посветуваме доволно време на едукација, како од страна на други, меѓутоа исто така и од самите себе. Мислиме дека све знаеме, а не се едуцираме доволно. Ајде да почнеме од сами себе, отиниваме многу големо влијание на другите. Да, финиширам само, Кире, нема грам повеќе од неговите играчки денови.
Се сеќавам Добро сум маскиран. Да, па едно Нема од да тие биде две е сигурен. сигурно, ама не можеш толку добро да биде. Да, секој е честит. Може би малку Тоа е добро тој си што го маскиран. прашав претходно, кога велам воспоставен ред, правила, начин на живот. И па кога ќе ти дадат од Барселона во јуни список на тренинзи што треба сам да ги одработиш во текот на летото, така беше? И список на оброци и на 1 септември треба да дадеш на мерење, ако сакаш да продолжиш да играш, немаш друга опција, така? Така е, така. Добра предлог и ние така и на колегите да си правиме ние меѓу себе после Само одморите. не знам дали ти ќе ни видиш тренер, зашто ако си ни ти тренерот, треба да гладуваме. Таман работа. Благодариме за гостувањето. Навистина, секогаш, без исклучок ми е чест и прилика да разговарам со некој кој што постигнал големи успеси, кој што е воедно инспирација за без разлика дали сме во тој сектор или не. Инспирација кога се успесите во прашање дека се може да се постигне. Само ако се работи. Така е. Така. Кире Лазаров, благодарим. Благодариме.